тој период не бил, многу плодна земја и многу убава земја. Имаме сега два дела на Египет, горен и долен Египет, имаме ГП е горен Египет, каде што Па е горен, и ГЗ е долен Египет, устие вика Зе. Значи делото од Египет со устието точно одговара на долен Египет. Тоа да може погрешно на целиот процес на имиња на народ да кажа, но добро, да се имиња на односи, споменува со кои народи неговите предци владееле. Значи владееле со Денајбе, односно со Данајците или Грците. Биле владетели, затоа е тешко, значи, да го овој текст третираме малку по-брзо. Имаме ОО, значи владетел или врховен. Владетел на Данајците од горен Египет. Значи имале ентитет, кој што се Данајци од горен Египет, кој што и ден денес делумно останале, па со примеси на некои други народи, преживееле во вид на копти, кои што има мислам 7 милиони во Египет, и тоа точно на територијата на горен Египет. Овде точно се кажува од горен Египет, Данајците, и со египтјаните, односно ѓапаните. Овде кажува со иста конструкција, како што употребува за египтјаните од горен Египет и за македонците од горна Македонија. Ако египтјаните од горен Египет се ѓ-паца, македонците од горна Македонија се мо-паца. Се разликува само со помеѓу мо и ѓ, односно ѓу, затоа што тоа биле две имиња на двете големи мајки. Големата мајка во Македонија била мо, во Египет била ѓу. И само по тоа се разликува. А главен бог кај горните македонци бил Голгота, односно змејот. Затоа веќе на интернет се појавија независно од нас истражување кои што велат дека во горна Македонија главен бог бил Голгота што имал змејолика, односно змејолика форма, а во долна Македонија било сонцето или големата мајка. Значи, потполно се поклопува со тоа. Овде се наведени имиња на градовите кои што ги има во текстот, и сега нормално. Имињата на градовите, по начинот на кој што се генерираат, се разликуваат од имињата кои што ние досега сме навикнати да ги слушаме и да ги познаваме. Имено, името на градот следува од неговиот заштитник, што некој бог тоа што правило. Бидејќи заштитник на Мемфис бил Пта, а на македонски пандан на Пта е Зе, во е душа, значи на душата на Зе, односно на Пта, пало тој, односно палатите. Тоа е едноставно да се разбере и денес. Значи палатите на душата на Пта, тоа е второто име за Мемфис. Второто име, односно македонското име за Теба е Надеа Потор, бидејќи ден денес се знае дека заштитник на Теба е големата мајка. Големата мајка е Деа, односно Божица или Господарица прва. Птолемаида е градот на почвата, односно на карпите на земјата, а Александрија, бидејќи тогаш бил административен главен град на Египет, имаме Аѓуа Потор, на првиот на Египет градот. Одовде осознаваме уште една карактеристика, само да напоменам, дека именката град или членувана форма градот е од женски род, затоа се употребува прва. Ако биде во машки род, тоа што беше со и како прв. Тие правеле разлика меѓу машки и женски род во номинирањето на прв и прв. Понатаму. Овде веќе имаме нешто што е познато, формирање на суперлатив и прилатив, како и денеска со нај. Множина на именки со додавање на и на крај. Имаме недефинирана и дефинирана форма на имиња, на именки, во еднина со то на крај, во множина со та на крај, така да оној битолски говор кој што го сметавме за малку чуден, а реагира некој такива палки, нешто слично, да се изговара. Јас се извинувам од тој се познавањето од јазик, не пледираме дека знаеме, дека сме лингвисти. Сепак решаваме еден проблем кој што предпоставам дека само луѓе од техника и математика може да го решат, а тоа е проблем инверзен. Значи го знаеме, ние нешто го знаеме решението. Го имаме каменот, имаме текст. Не знаеме писмо, не знаеме јазик. Инженерски тоа се вика, го знаеме системот, не знаеме како работи, односно треба да го најдеме инверзно. Како сега работи, како функционира да го опишеме. И тоа е оно што ние по нашата методологија го разрешуваме во се резултатите. Понатаму. Имаме машки и женски род кај именки со додавање на а, и
тој ден да се прави. И имаме активна и пасивна форма на глаголите. Бидејќи текстот е многу долг, сите овие зборови се среќаваат во оригинална форма, значи зборовите не сме ги измислиле, се наоѓаат на каменот, во една или во друга форма, во зависност од контекстот. Значи имаме и активна и пасивна форма кај глаголите, она пасивна форма е со ен, на крај направен, навезен и така направен. Се среќава, значи има Македонија, има и во Египет, има и во Персија, ама станува збор за нешто пред новата ера. Јармама ги има и во Чешка, ги има и во Полска, како 3 вертикални црти, и во Русија, ама се открили во 9-тиот и од 10-тиот век од новата ера. Има такви артефакти. И сите во сите тие артефакти, трите вертикални црти значат Бого или Бога на руски, а трите вертикални црти, дури и кај хиероглифите во Египет, повторно означуваат Бог. Малце во поинаква форма, стилизирано, знаменце и така натаму, повторно се три вертикални црти и повторно и Бог. Значи во еден временски период овие артефакти на нивната старост е датирана некаде 3000 години пред нашата ера. Се најдени во Македонија има и постари, кога го прелева некаде 6000 години пред новата ера. Значи имаме 3000 години пред новата ера, имаме 10 век од новата ера. Распон 4000 години, каде што имаме знаци, како три вертикални црти, кои што значат едно и исто. Кај различни народи на различни територии. Толку околу ексклузивитетот на Египет за ова писмо и така натаму, како што некои тврдат дека само во Египет беше. Олам да натаму. Сега ние продолживме малку, ајде да речеме, дека сме многу љубопитни, да се знаеме дали нашава методологија работи на други текстови. Оно што најдовме во литературата, а не беше баш најуспешно разрешено, тоа се артефакти некои од Винча, конкретно овие два артефакти, кои што се овде прикажани, се земени од книгата на покојниот Караджов Пишич. Каде што тоа представува писменоста на Винча, цивилизацијата на Винча. Никој не спори дека цивилизацијата на Винча е некаде стара 5200 години пред новата ера. Овој напис од страна на Караджов Пишич, кој што овде кажам, во истата таа форма е преведено како ШМРТП, кој што сака може да провери. Тоа е неговото помилено решение. Имавме дебата на Конгресот во Русија, каде што беше во месец оваа година, и кој ми ја презентиравме оваа варијанта, па вика, браво, вие сте погодиле. Затоа што вика, ние субјектно работа, и тие пробали, бидејќи вика, заклучивме дека професорот Радивој Пешич има заслуги за откривање на писмото од Винча, ама предложеното решение за читање на тоа писмо не ни се баш добро, не е најсветно. И имаше многу текстови на таа тема. Овде имаме ситуација да добиваме многу логичен текст. Се во суи во Богот. Се во својот Бог. Тоа е, бидејќи ова салатерија, за разлика споредено со ШМРТП, многу пологичен. Имаше нормално остра реакција од колегите од Србија, дека тоа Радивој Пешич го заврши и не треба да се чека, но колегите од Русија тоа го побија затоа што викат да, решила многу лошо и ние мора да завршиме некоја работа што гледаме дека е лоша. И мислам дека сега веќе е појавен тој зборник на теоријата Конгресот, треба да го имаме, каде што сме види и овој превод како прифатен. Понатаму имаме, нели, и ние не решаваме се, имаме некои знаци кои што треба допрва да ги видиме.